Агенцијата за храна и ветеринарство денеска со совети до граѓаните како да ги заштитат животните од поплавите. Внимателно проверете го имотот, извршете проценка на штетата, особено на безбедноста и стабилноста. Отстранете го отпадот, темелно исчистете ја шталата и извршете дезинфекција и дезинсекција. Ако дел од животните за време на поплавата биле одвоени и привремено сместени на други одгледувалишта, пред враќање во стадото држете ги одвоено од другите животни. Внимателно следете ги животните дали пијат свежа вода. Обезбедете им безбедна храна. Храната која била зафатена од поплавата, отстранете ја и фрлете ја. Намокрената храна често му влосува и може да предизвика здравствени проблеми кај помладите и кај гравидните животни. Што поскоро тестирајте ја здравствената исправност на водата, доколку е од своји извори, а за исправноста на водата од јавната водоводна мрежа информирајте се кај надлежните служби. Секојдневно по неколку пати влегувајте во шталата и следете ги животните. Доколку се јават знаци на болест или смртност, веднаш консултирајте се со ветеринар. Водите од поплавите носат многу микроорганизми и причинители на болести. По поплавите можна е појава на антракс, шушкавец, кривотница, тетанус, лептоспироза и габични инфекции. Консултирайте се со ветеринар за предвидените потребни вакцинации. Како последица на поплавите можна е зачестена појава на диареи, пневмонии кај животните. Повредите раните исеченици и гребаниците, третирајте ги соодветно за да се намали ризикот од појава на тетанус. Доколку е можно, напасувајте ги или држете ги животните на суво тло. Ако стапалата на животните не се во вода или во кал, следете ги дали има појава на апцеси. Уредно водете евиденција за угинатите животни и пријавете ги кај надлежниот ветеринар. Угинатите животни нештетно отстранете ги во согласност со закон и во координација со надлежниот ветеринар. За повеќе информации, обратете се во Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.